Село Црник во Пехчево е село доказ дека три различни етнички групи – роми, турци и македонци, и две различни вери – православна и муслиманска, сложно како еден народ и една вера, можат да живеат во едно село. Сведоци за тоа се самите жители кои велат дека нивното село не е единствено мешано, но можеби е единствено, каде оваа различност не влијае на нивниот соживот. Таму нема поделби, сите живеат како браќа. Меѓусебниот соживот најмногу се гледа за време на празници, кога сите заедно ги празнуваат и муслиманските и православните празници. Добро живееме, братски, немаме кавги, од време живееме, соживот си имаме со сите нации. Јас сум ром, имаме турци, роми, православни, ама не си живееме од време. И свадби кога правиме, се покануваме, не делиме ништо. Нема што да делиме, човек составен од месо и од крв. Па да, ние покануваме ни до одва на Барјан православни, и ние одиме на Великден. Јас сум свирач 38 години. Па сам удил, па гледам дека сите ние со живот си имаме тук. Ние тука многу ано си живееме, тука делба нема. Кога ќе има свадби, се канеме. Славиме Барам, дојат на Барам, кој е вели, одиме на ник на вели, свадби, на се. Празнуваме се заедно. Еден празник, значи, дали е Бајрам или Великден, не е битно. Јас имам македонци пријатели, они исто така. Еден кај друг доаѓаме. Така да немам никаков проблем. Со години тоа. Правиме свадба, правиме, не е битно што, дали сунет наш, јас сум првен муслимен, и го канам целото село. Цело село доаѓа, ова ни е културниот дом, сите се дружиме, се веселиме, нема никаков проблем. Па селото е добро, тука сите заедно живееме. И турци, и македонци, и роми, немаме делба, арно си живееме. Проблем немаме. Кога има празници, сите славаме. И Бајрам, и Велиден. Добриот соживот пред се должи на воспитувањето пренесено од колено на колено, сведочат жителите. Без предрасуди и омраза се учат децата да живеат од мали нозе. Не, немам проблем. Ние това останало уште за време на татковци, дедовци и си живееме арно. Нема веза кој како. Турци не е православен, јас сум православен. Ама се е исто, нема веза. Немаме проблеми такви. Нормално, затоа што ако пред нас, ако некој не ги воспитувал на тој начин, не можеме ни на тој начин да го воспитаме. Ако јас имам предрасуди, нормално и на моето дете му давам предрасуди, знаеш. Така да нема проблем, се окей, сите сложно живееме. Има џамија, ако видите по другиот пат, ако видите тука горе има и црква. Сите заедно ги славиме сите празници. Селото има значи своја физа, своја значи слава. Петков ден беше пред некој ден. Сите бевме значи сложни, се дружиме, празнуваме. И познавачите на историјата и истражувачите на оваа тема сведочат за тоа и неретко се зборува и пишува за убавиот соживот помеѓу ромите, турците и македонците во село Црник. Селото Црник е познато како едно од најголемите села во општината Пехчево и во шега политичарите ќе речат кој ќе ги освои гласовите на црничани, тој ќе биде градоначалник на Пехчево. И така и се случува во последниве неколку изборни циклуси. Имаат добар, да речам така, соживот, имаат изградено пристапен асфалтен пат, имаат дом на култура. Инаку село Црник е граница меѓу Пијанецот и Малешевијата. Некои велат дека е последното малешевско село, а некои тврдат дека е првото пијанечко село. Во село Црник има и џамија за муслиманите, но од пред нешто помалку од 3 децении и православен храм црква. Населението се занимава претежно со сточарство и земјоделство, а според последниот попис од 2002 година во село Црник живеат 707 жители, од кои 103 македонци, 326 турци, 267 роми, 4 срби и 7 останати.